професор, ќе да тргнам со честитките. Еве за почеток, честитки за вашиот нов роман Зара Зарина. Благодарам. На задоволство на сите ваши верни читатели, меѓу кои сум јас. Веќе не навикнавте во вашите книги многу да учиме. Значи, не само роман кој што ќе не релаксира, опушти и така натаму, туку напротив, да дознаеме многу за одредени историски аспекти, политички, религиски, и тука ги ставаме на крајот и емоциите, љубовта и така натаму. Сето тоа го има и во вашиот најнов роман Зара Зарина. Па кој е светот што го открива всушност овој роман, еве да представиме на гледачите? Зара Зарина всушност открива два света. Едниот нашиот и другиот, односно тугиот. Нашиот свет е концентриран тука во Македонија, некаде во 80-тите години на минатиот век, а тугиот свет се случува, односно се наоѓа буквално на другиот крај на светот во Авганистан. Во последните 10 години од ова столетие, од овој век. Така што, меѓутоа, Зара Зарина не открива само светови, таа ги поврзува. Значи, ги поврзува христијанството со исламот, го поврзува периодот од цели 40, да не речам и 50 години, ако ги земеме реминисцентните сцени на незината мајка. Така што тука имаме, речиси, половина век приказни, половина век свет, половина век општествени околности и историски околности, кои што го обележуваат тој период. Пред да навлеземе во подлабоко во самата тематика на книгата, воопшто не е едноставно сите оние податоци кои што ги имате вметнато, нели, скокови од еден период во друг, како што спомнавме за 40-50 години, тоа сигурно не е едноставно да се вклопи. Па колку време ја обмислувавте, ја создававте оваа книга? 10 години, без да се лажеме. Идејата е стара 10 години, ја работев 5 години, а предходно истражувањето, проучувањето, бидејќи не смеете да погрешите, затоа што сепак имаме голем број историски факти, кои што тука не се наведени како факти, меѓутоа се подразбираат, така што многу работев на оваа книга. Меѓутоа морам да признам дека имав и одредена помош од одредени мои колеги, особено кога е во прашање некои елементи од муслиманството кои што мене ми беа непознати. Тука многу ми помогнаа некои мои колеги, потоа ми помогна колеги во истражување на мигрантскиот пат од Авганистан до Македонија, затоа што тоа треба буквално го научи секој камче во тој пат, ама одзеде многу време. Така, една голема посветеност и еве и критиката, вели, ќе споменам што има спомнато и Лидија Капушевска-Дракулевска, вели, најновиот ракопис на Пандева отвора нови простори во македонската литература. Од една страна го доловува времето од 80-тите години на минатиот век во Македонија, време кое се уште не е целосно книжевно опфатено, а од друга се соочува со неизвестноста на актуелните кризни случувања во светот. Оттаму, ракописот има еден историски и еден актуелен аспект. Авторката успева со многу сенс и вештина да направи симбиоза на навидум неспојливи хронопи. И тоа е токму она чувство кое што и гледачите, кога ќе ја читаат Зара Зарина, ќе го добијат. Истото чувство и јас, читајќи оваа книга, го добив, буквално информации, но сето тоа направено со едно чувство на поврзување и некако лесно оди тоа. И покрај тоа што се многу информации и многу проблематики кои што вие ги спомнувате во Зара Зарина. Па сега еве кажете ни од ваш аспект, колку во овој роман има лични, интимни или општествени слоеви кои што читателот треба да ги открива? Лични, интимни нема, иако секој автор остава парче од себе во секое свое дело. Значи, ова е роман со повеќе општествени слоеви. Значи, почнувам во време во кое што земјата во која што ние тога живеевме 80-тите години на минатиот век, имаше ширум отворени врати за неврзаните земји, односно за нивните студенти, кои што беа дел од и моето време кога јас бев студент, навистина многу се дружевме. Потоа тој период
беше едно од убавите времиња на живење во нашата земја, меѓутоа традицијата не беше тргната на страна. Мајката на Зора, затоа што тука имам две паралелни приказни, ја имам Зарина и ја имам незината мајка Зора со незиниот татко Зар. Мајката на Зора потекнува од еден сосема друг општествен слој, значи од една рурална средина, каде што како жена треба да биде послушна, треба да се грижи за домаќинството. Случајно е пуштена да студира во Скопје, затоа што била многу паметна и умна, и затоа што сепак ете било женско, не морала да работи на нива, меѓутоа мора да ги почитува традициите. Мајката на Зора е прва која што ги прекинува тие традиции, им се спротивставува на нормите, затоа после 20 години да го направи низината ќерка во еден сосема друг свет, таму да им се спротивстави на други традиционални норми, на друга религија, меѓутоа и во земја во која што имаме војна.